На последната седница, владата го продолжи времето во кое ќе важат мерките и препораките за заштита од високите температури, но исто така одлучи да воведе и забрана за движење во шума. Мерките се однесуваат за ослободување од работни обврски на бремените жени и лицата над 60 годишна возраст. Во градинките да не се практикуваат физички активности од 11 до 17 часот, односно децата да не се изнесуваат на отворено. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат работите во истиот период, а ова особено се однесува на работата на градежните работници. Владата препорачува приватниот сектор да го организира работното време за да ги заштити работниците од директна изложеност на сонце, а пред се избегнување престој на отворено во критичниот период од денот. На последната работна седница владата одлучи овие мерки да бидат со важност до 25 јули. Исто така, владата на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги задолжи корисниците, односно лицата кои стопанисуваат со државни шуми, да прогласат забрана за движење во шумите по добиена претходна согласност од надлежното министерство. Во институционална процедура влезе иницијативата на општина Зрновци за изградба на акумулација на реката Зрновка, по барањето што минатиот месец беше испратено до владата. Од кабинетот на премиерот е добиен писмен одговор дека целокупниот предмет се проследува на тамошно надлежно постапување до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и до Министерството за транспорт и врски. При тоа им се укажува на двете министерства да ја известуваат локалната самоуправа на Зрновци за нивните постапки и преземените чекори. Според редоследот на активностите за да се реализира целата инвестиција, неопходно е да се изработи урбанистички план за подрачје и градби од државно значење, како и физибилити студија со проектна документација. Иако со децении се зборува за акумулација на Зрновка и тоа е сон на секој граѓанин и посетител на општина Зрновци, конечно се направени првите конкретни чекори, стои во известувањето од општината. Ваквата градба од државно значење би била од важност за 5 соседни општини и би дала нова економска слика за Зрновци од аспект на туризам, спорт, хидроелектрана, водоснабдување на домакинства, како и за наводнување на земјоделските површини на подрачјето на 5 соседни општини. Активностите што ги преземе општина Зрновци се во рамки на проектот Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење, а со кој се обврзува да ги изработи потребните подзаконски акти и целокупната документација да ја достави до Министерството за земјоделство и за транспорт и врски, кои што се надлежни за донесување на урбанистичкиот план. На реката Зрновка веќе има водозафат за мала хидроцентрала што е изградена во 1950 година, а која произведува околу 1,6 мегавати електрична енергија. Со новата акумулација би се овозможила изградба на хидроелектрана со поголем капацитет. Традиционална петровденска средба на поети од државата се одржа во саботата на локалитетот на Дабот кај селото Бели. Организатор на настанот беше литературниот клуб Копнеш, што работи во состав на Општинската библиотека Искра. Поетската средба представува продолжување на поранешната културна манифестација Петровденски конаци, а е дел од програмата на општина Кочани за одбележување на празникот на градот Петровден. Имаме за денес покането повеќе друштва од Република Македонија, од Штип, Велес, Струмица, Куманово, Прилеп, меѓутоа и другите градови Скопје и така. Денешното дружење читање своји песни по повод празникот и слободна тема, слободен избор. Сме одели на повеќе средби во Прилеп, во Паланка, во Куманово, во Скопје, така да ова е возвратна посета. А следното другарување ќе ни биде по повод денот на Оризот. Октомври месец или септември кој ќе биде. Све зависи од општината која ќе го организира. Гости на Петровденската поетска средба беа членови на афористичката репрезентација на Македонија, кои се представија со најнови афоризми поврзани со актуелните дневно-политички случувања и за релациите маж-жена. Во културно-забавниот дел на поетската средба учествуваа фолклористи од ансамблот за традиционална музика и игри Митко Алексов од Кочани. Тие настапија со повеќе изворни песни и ора од осоговијата.
Во неделата се реализираше 16-тиот Петровденски планинарски марш, чиј организатор е планинарскиот спортски клуб Осогово. На настанот учествуваа над 100 планинари и рекреативци, кои го искачија врвот Китка на 1903 метри надморска височина. Почетокот на маршот беше од манастирскиот комплекс Еленец кај Македонска каменица, од каде се пешачеше претежно низ шумска обележена планинарска патека на падините на Осоговските планини. Маршот беше од среднолесна категорија со вкупна должина од 14 км во двата правца, а планинарите со попатни паузи шумската патека ја поминаа за 6 часа. На враќањето беше организирана забава на која беа доделени благодарници за најмладиот и највозрастниот учесник на планинарскиот марш. Најмладата учесничка беше Јана Илиева, а најстариот Пенчо Манасиев. Посебни благодарници беа доделени на планинарите Тошо Антов и Зоран Николов, кои пред 2 седмици во рамките на еднонеделната експедиција искачија 3 врва на Алпите. Планинарската тура до врвот Китка се реализираше со поддршка од општина Кочани, а со настанот завршија и содржините од програмата Петровден 2023. Традиционалните илинденски спортски игри во Чешиново, што годинава се одржуваат по 51 пат, стартуваа во неделата со одигрување на првиот фудбалски надпревар во рамки на турнирот. Годинава на игрите учествуваат вкупно 6 екипи од регионот, што е далеку помалку во споредба со претходните години. На турнирот ќе земат учество 6 екипи поради недостиг на луѓе или да кажеме во државата или не знам што, не се пријавија голем број на екипи од ланската година и од полни. Ќе играат во 2 групи по 3, потоа 2 одат и полуфинали и финали. Општина Чешиново Облешово заедно со градоначалникот и Совет обезбедија 120.000 за награди, за прво место 80 и 40.000 за второ место, најдобар играч и најдобар стреляч. На отворањето на илинденските спортски игри присутните ги поздрави градоначалникот на општина Чешиново Облешево Далибор Ангелов, кој е покровител на овој спортски настан. Културна спортска манифестација која представува белег на нашата општина, која со традиција негуваме веќе 50 на години и ќе продолжиме така и во наредниот период да ја негуваме оваа традиција. Периодот кој што следи пред нас и времето поминато овде, ви посакувам да ви биде исполнето со пред се со многу здравје, фер игра и дружење, за да на 2 август го прогласиме најдобриот. На првиот надпревар по отворањето на фудбалскиот турнир се сретнаа екипите на Соколарци и Пантелеј. Исклучително топлото време не дозволуваше да се игра со максимална ангажираност, а на крајот на оваа средба победија момчињата од тимот на Пантелеј со резултат 3:2. Фудбалскиот турнир во рамки на илинденските спортски игри во Чешиново продолжува в среда, кога од 18 часот ќе се сретнат екипите на Чифлик и Жиганци.